Се спасил од огнот во кабарето, но за малку ќе загинал во стампедото на единствениот излез во Пулс. Задниот дел бил пломбиран и се користел како излез за малолетници при полициски раци. Сведокот Манасиев во детали им раскажа на судиите како започнал огнот од прескалките, но и како претходно купил карта во готовина за концертот на ДНК. Судењето го следи нашата Марија Митевска. Марија, повели со деталите. Весна само што заврши сведочењето на третиот сведок на рочиштето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Но она што најмногу предизвика револт кај родителите кои што секое рочиште го следат со големо внимание е сведочењето на вториот сведок кој што работел како шанкер критичната вечер на пожарот. Револтот беше пред се поради несогласувањата на неговиот исказ во обвинителството за време на истрагата за пожарот и сега тука пред судот. Пред се околу околностите како настанал пожарот и како се случило луѓето да излагаат и стампедото да им смета да ја напуштат дискотеката. Значи различни беа неговите тврдења во однос на тоа дека 30 луѓе снимале во моментот пред излезот на дискотеката, па за тоа се направило стампедо, а тоа не го кажал во обвинителството. Потоа дека задната врата се отварала со клуч, родителите сметаат дека била затворена со катанец. Тие најавија практично и кривична пријава за лажно сведочење. Имаше револти и кај обвинителот, не револт, него несогласување и со одбраната на другите обвинети, која што тврдеше дека обвинителот врши притисок врз сведокот со тоа што постојано укажува дека тој во исказот не говорел едно, а сега говори друго. Предлагам да ја слушаме тука изјавата на еден од родителите на жртвите во пожарот во Пулс. Денеска сме сведоци дека сведокот Дејан Манасиев, кој што работел како шанкер во дискотеката Клуб Пулс, го смени исказот со тоа што го има во изјавата во јавно обвинителство. Кога го праша неколку пати зошто тоа што го пишува во првичната изјава и тоа денес што го изјавува е различно, тој дури тврдеше дека тоа не го кажал, испаѓа дека некој дополнително му го има напишано. Бидејќи ние Кочани сме мал град и веќе некои работи ни се познати, еве да кажеме сега со факти на кои делови сега на кога сведочише во обвинителство кажа едно, а денес друго. На почетокот на судењето Петре Шулегов, кој е адвокат на еден од обвинетите, побара и го повика обвинителството да го преиспита обвинението и да размисли да го прекине кривичниот прогон за дел од обвинетите, односно оние административни службеници кои што практично немале директна вина, односно причинска последица која настанала од која настанал пожарот. Тоа се должи на претходниот брифинг на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција во петокот, кој поднесе обвинение за непостапувањето на полицајците, но се откажа од кривичен прогон на дел од нив. Тука предлагам да ја слушнеме изјавата и на Шилегов. Ми од стручната јавност нешто што беше наведувано од одбраната во воведните зборови, меѓутоа нешто што го потврдува и ОЈО Скопје, обвинителството за гонење на организиран криминал, дека на дел од полициските службеници кои што биле под истрага не може да се стави на товар ова кривично дело, бидејќи тоа бара непосредно извршување, а они не биле во немале законска можност да вршат инспекциски надзор. Истото се однесува, пак ќе повторам, и за делот обвинетите, секако за клиентот кој што јас го бранам. Непосредно човекот го нема предизвикано пожарот, правиме муавет за административни работници, многу луѓе кои што по барањето за издавање лиценца постапувале по службена должност и во рамките на нивните надлежности не биле органи кои што требале да го вршат инспекцијскиот надзор. И тие се причините, имајќи во предвид дека ова е еден убедливо можеби најголем правен случај во смисла на последиците, имаме 63 мртви и не смееме да си дозволиме, ако веќе бараме како луѓе, како граѓани, како општество да изградиме систем,
токму овдека системот да биде срушен. Шилегов потенцираше и дека секој рочиште чини пари, па така за еден адвокат да се појави тука во судницата во Идризово дневно е 28.000 денари. Дополнително 1000 евра се трошат и на спроведување на обвинетите и се друго. Воедно, двајца сведоци кои што не се појавија денеска, беа најавени дека ќе сведочат, беа оправдано отсутни и се очекува тие на наредното рочиште да сведочат по барање на обвинителството. Весна?